ве поттикнеме да бидете активни во вашата заедница, да се запрашате што е тоа што не е добро и што е тоа што можам јас да го сменам, да не чекате некој друг да го прави тоа, туку вие да бидете промената која што ги движи нештата во нашата заедница. Секако промоција на мирот, бидејќи во оваа програма се вклучени млади кои што се од различна етничка припадност, имат можност да се запознаат. Но, на жалост, се случи корона, таа направи промени на секаде, во сите сегменти на нашето живење, па и во нашата ПХВ програма. Токму од таа причина, ние требаше да се реорганизираме со нашата програма и мислам дека и брзо го направивме тоа. Одлучивме дека оваа година ќе одржуваме онлайн работилници, кои што веќе се случуваат, како што кажав, веќе ова е 13-та работилница, а секој четврток, навистина доста амбициозно, во 18 часот се случуваат интересни теми преку кои што вие во краток временски интервал можете да ги зајакнете вашите капацитети. Од вкупно некои се 30 инструктори колку што членуваат во нашата програма, 24 го прават това, сакајки да имаат поддршка, да дадат поддршка за младите во нашата земја. И чи нам остана уште еден дел, последниот кој што сакам да кажам, кои се темите кои што ние ги обработувавме до сега и кои што ќе ги обработуваме, многу различни, многу интересни, како вештачка интелигенција, биодиверзитет, потоа вовед во филозофија, денеска вовед во психологија, партнерски односи меѓу младите, менеджмент со време, човекови права и многу други нешта. Имајќи на ум дека сите вие сте на една раскрсница во вашиот живот и дека можеби и понатака ќе одлучите каде сакате да се насочите со вашето понатамошно образование и можеби на овој начин дополнително ќе ви помогнеме како да изберете по кој пат ќе тргнете, но и секако да ги зајакнеме вашите капацитети за следната година кога ќе се вратиме во оној редовен ПХВ програм модел, кога ќе ги изработуваме малите проекти, кога ќе имаме работилници каде што ќе правиме работилници со физичко присуство, каде што вие ќе ги менувате нештата, ќе имате уште повеќе капацитети, ќе бидете уште поподготвени. Мислам дека во кратки црти се до тоа беше сосема доволно. Одиме со следниот слайд, кој што всушност треба да го најави Мухамед Вели, кој што понатака почнува со своето зборување. Мухамед Вели веќе некое време во ПХВ програмата, последните 2-3 години да речам како инструктор и како директна поддршка на мене и на ПХВ канцеларијата, но претходно го знаеме и како младинец кој што како вие изработувал проекти во својата општинска организација во Кичево, потоа беше и ментор во општинската организација за да стане дисеминатор и понатака се она друго кој што веќе го споменав. Мухамед е еден амбициозен студент кој што студира психологија, кој што во кратки црти има можност да го представи сето тоа што тој го знае, да ве заинтересира вас за психологијата и она што е најважно, можеби како што кажав, веќе некој ќе трне по неговите патеки, како што тој трнал по патеките на Валдета, која што исто така е од Кичево, која што тој имал можност да работи со незе. Така да нештата не се случајни, луѓето се поврзани, се инспирираме едни со други, си даваме поддршка и го вадиме, би кажала, најдоброто едните од другите. Темата е воведи парадигми во психологија, така да Мухамед повели со психологијата, верувам дека ќе имаме некој стих од поезија, преточени преку твојата тема. Со среќа. Фала те, Александра, на добриот вовед, најдобар до сега од сите други работилници. Прво, фала им на сите за присуството, гледам дека се во голем број, има и многу луѓе што се приклучија да ми дадат поддршка, фала им на нив, јас имам малца така позитивна трема, за разлика од другите инструктори сум најмлад, па така нека биде тоа некаков си, што знам, како екскјуз, во случај да не е баш по тие очекувања работилница, иако мислам дека ќе биде супер и супер ќе помине, меѓутоа јас мора да се заштитам со мојата скромност. Така да поздрав до сите што се тука за поддршка, фалем на инструкторите што се тука и тие што пратат и даваат поддршка, мене ептен ми значи, и фала им на сите вас што, да кажам така, истражувате и работите на себе и гледате на различни теми, отворени сте да учите различни нешта. Отвореноста е како важна за едно човечко битие според мене. Добро, може веднаш ние да почнеме со вашите очекувања, кои ептен сакам да ги слушнам, и од тоа што гледав и во минатите работилници беа така големи, да кажам, и високи, така да слободно и тука. И јас ќе се обидам
со моето, нели, како што кажав, скромно знаење до сега од психологијата, да видам што можам јас вас да ви дадам денес. Океј, пишуваме, значи, да научам нешто ново, веројатно од областа на психологија. Okay. Потоа интересно да научам нови работи за себе, како непознато поле. Верувам дека ова е интересно очекување, особено за тебе како психолог. Добро. Додека чекаме нешто друго, еве Михаела и потоа Мартин крена рака. Одиме со Михаела. Би сакала да научам многу нови работи за психологијата на човекот, но исто така и за човековиот карактер. Одлично, Мухамед, човековиот карактер. Потоа Мартин. Во кои прави моменти да ги користиме позитивните и негативните, а кога прво кога позитивните, а кога негативните емоции зборам из психологија. Добро. Позитивни и негативни емоции ваѓа да пишам. Ке се навратиме на овие понатаму. Потоа како да научам да го читам говорот на телото. Добро. Потоа поимот парадигми во психологија. Што изучува психологија? Супер. Изучува психологијата. Така. Добро. Како полесно да се справиме со проблемите, особено сега во ситуација со корона и негативните страни. Добро. Како да препознам кои луѓе се добри, а кои не. Ова исто така од Михаела, која што веќе го спомена слично своето прашање. Потоа улогата на детството во развивање на психолошкиот дел од човековиот карактер. Тука ако запнеш Мухамед, ја видов Ивана Маринчек ни се приклучи, така да имаш засилување. Детството во човековиот развој, така. Така. Okay. Да кажеш на Ана Марија дали е интересна психологијата? Поздрав до Ана Марија. Веројатно ќе го споиме и со предноста на психологијата, 2 во 1, значи дали е интересно, дали е која е предноста. Валдете вика дека сака да ужива во ова, а јас да додадам уште очекувам и некој сендвич, како што имаме на некоја работилница, и тука некаде да го заокружиме овие очекувања и да почнеме на вистина со тоа што треба да го сработиме. Добро. Еве уште Анастасија кажува различни перспективи, верувам дека ти тоа ќе го покриеш и како да знам кој ми мисли добро. Мики, чим си тука, секако дека ќе научиш кој мисли добро и ти си на вистинското и на добро место. Повели, Мухамед? Па гледам дека интересни очекувања имате, јас вака ги правам поголеме, истовремено ги читам и сам, за да знам нешто во случај да не испуштам. Или пак ако има дел кај што стварно имам нешто да кажам. Океј, тоа се важи до очекувања и прилично се интересни и многу се поврзуваат со тоа што јас сакам денес да зборувам или сознанието што јас денес сакам да ви го пренесам. Па во ПХВ програмата користиме цели. Целите нас ни помагаат да се држиме до темата и подобро да ја развиеме нашата презентација. Подобро да го знаеме, да знаеме всушност за што зборуваме. Така да овие се моите цели денес. Прво јас би сакал да видиме краток историјат на психологијата. Психологијата може да се каже дека е нова наука и ќе видиме зошто е баш нова наука. После ќе зборуваме за тоа како се развила, кој се смета дека е основател на психологијата. После ќе зборуваме за парадигмите на психологијата, односно има различни перспективи во однос на тоа кој сметаат што треба да е клучниот проблем на психологијата, со што треба да се бави психологијата и тие се разни. И за нив ќе зборуваме малку. Потоа ќе кажеме што всушност значи експериментална и научна психологија. И на почеток ќе начнеме дали може воопшто да се нарекува психологија, доколку не е експериментална. Потоа ќе зборуваме за гранките на психологијата. Психологијата е ептен многу широко поле, може да кажеме едно меѓу најшироките полиња во науката. И затоа беше многу тешко да се
компресира сето тоа знаење, сите тие истражувања што има во психологијата во една кратка мала презентација. Исто така презентацијата јас ја спремив за вас, имајќи во предвид дека повеќето од вас од публиката сте во гимназија и сакав да имате вовед што всушност би се занимавале вие доколку го одберете ова поле кое што јас го одбрав пред да кажам 4 години, со кое што одлучив стручно да се бавам и понатаму. Така да ќе биде интерактивна, нема да биде многу детална и нема да многу да навлегуваме во теориите, затоа што секоја од нив можеби бара по 10 предавања да се фокусираме. Така да кратко ќе се фокусираме на некоја од нив и очекувам од вас да бидете интерактивни, да ми пишувате на чатот, да дигате рајката уште повеќе го поддржувам, за да имаме една конструктивна, интересна, креативна, интерактивна работилница. Океј. Сега почнуваме вака. Сакам да ви го прочитам хороскопот на денот. Денес вашите вродени таленти ќе ви помогнат да блеснете на работното место. Авторитетни фигури ќе бидат импресионирани од тоа што ќе им го покажете, па наскоро можне да добиете примамлива понуда за напредок. Не се споредувајте себе си со стандардите кои ги наметнува општеството. Секоја личност е уникатна, па така и вие. Добро, ајде дигнете рака кој од вас чита хороскоп. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Права, лалда, значи скоро сите од вас. Уште? Океј. Дали може да ми пишете што мислите за кој знак се однесува ова што пишува тука? Односно, ова сум јас. Ова е пишано за мене. Кој знак сум јас според вас? Океј. Ја мислам дека си рак. Добро. Океј. Важи, значи на Марија се поводила дека е стрелец. Девица. Важи. За сите што пишува, ова особено ми се свиѓа од Марко. Рак водолија, важи. Бидејќи е многу генерално предвидување и секој би може да се пронајде во делот исказот. Ова е многу важно, што го кажа Анастасија. Таа пише за било кој знак би било прикладно, бидејќи е многу генерално предвидување и секој би можел да се пронајде во делот исказот. Супер. Па да ви кажам ова што пишува тука на екранот ваш е за лав. Јас сум лав во хороскоп и баш денес влегов и сакав да знам што пишува за мене, ама гледам дека повеќето од вас се пронајдовте во ова. Верувам дека тоа не е некаква така, да кажам нешто што не се случува. Ова се случува обично со хороскоп. Така да јас имам едно прашање за вас. Односно имам 3 прашања, но првото е: дали астрологијата е психологија? И би сакал некој да ми каже усно што мисли за ова. Мухамед, имаш веќе две кренати рачиња, Анастасија и Михаела. Повеле Анастасија. Мислам дека има некои психолошки аспекти заради тоа што оние кои ги пишуваат овие дневни предвидувања земаат во предвид што би им било привлечно на читателите и на некој начин го проучуваат мозокот за да допрат полесно до нас. Така да од тој аспект јас би рекла. Аха, значи ти мислиш од аспект на примамување, значи некоја психологија така на повлекување на повеќе кликнување или на читатели така. Така Повели Михаела. Мислам дека астрологијата е дел од психологијата, затоа што секој хороскопски знак си го опишува карактерот на човекот и секој знак си има одредени карактеристики, секако и добри и лоши. И секогаш кога има некоја статија за хороскоп, например пишува кои се најубави карактеристики или најлоши карактеристики на хороскопскиот знак и за секој знак пишува што е добро, што е лошо. Супер, окей. Значи според тебе таа е поврзана со психологијата, затоа што за некои луѓе погодува какви црти имаат тие на својата личност, како се однесуваат на карактерот и така натаму. Ваши. Повели Викторија. Јас мислам дека е дел од психологијата, но не може се да се препознае по самиот знак, бидејќи треба да се види целата натална карта на еден човек. За да се откријат и тие црти на лице, може тука да се види и карактер и физичкиот изглед. Мислам дека е тоа подетално. Значи според тебе ова само е површен дел на астрологијата, таа е Да.
наука, добро. Повели Анастасија да ја слушнам. Јас мислам искрено дека психологијата е базирана на разбирање и подобрување на човековото однесување и цело тоа се базира врз некои студии или различен пристап кој што е од научен карактер и доста игра улога една обзервациона, да кажам, наблюдувачка улога која што се базира на научни докази, кои што се исто и квалитативни и квантитативни, додека пак астрологија според моје мислење, барем денес како што сум јас запознана, користи психолошки пристапи и еден психолошки јазик, да кажеме, каде што хороскопот на луѓето нели кои што читаат хороскоп се интерпретирани преку тој психолошки пристап. И затоа мислам дека некој вид, да кажам, астрологијата е алатка на психологијата, така би јас тоа би го разделила и така би го гледала. Супер, фала ти, супер одговор со тоа што ти спомна многу интересни работи, а тоа дека психологијата е научно заснована, астрологијата ги користи психолошките сознанија за нејзини толкувања, така, од тоа што ја те распитам. Поред. Гледам дека повеќе од вас кажаа дека се сложуваат, некои од вас не се сложуваат, повеќето од вас не коментираат. Така да добро, ќе го разгледаме ова понатаму, да одиме тогаш со второто прашање. Дали некој може да биде психолог и без завршен факултет? Или без некакво остручување? Добро. Марија ни кажа да, не. Јас би сакал да видам раце и да ги аргументирате вашите мислења, зошто мислите да и зошто мислите не. Мене ми е многу важно тоа. Ајде, Мартин. Па еве, што викаш дека нели дали може да се биде психолог без завршен факултет? На еден начин, да речеме, може, као guardian angel, како ги викаат англичаните, тие што помагаат, што им помагаат на своите блиски да го најдат правиот пат, да ги насочат кон добро, нели мисли позитивно секогаш, не е колку и да речеме колку да ти лаат кучиња, значи гледај напред, гледај да одиш напред за твое добро. Добро. Дали значи ова дека може некој да биде психолог и без завршен факултет? Без некакво остручување, според тебе? Па може да се каже, али сепак еве да се знае јазикот на телото, како реагира. Да, според тебе, значи, од што те разбрав јас, може човек да има некакви сознанија од психологијата и без да оди на факултет, нели? Да може да чита, да може да дава поддршка на луѓе и така натаму. Да, ако има одено на такви терапии, да речем психички, исто на психолог, на психијатар, тоа пак сепак. Значи добил некаков увид, окей? Да. И искуство стекнал да се знае нели што прави психологот, што проучува, нели, за да го процени и да му каже вака требаш, така не требаш, све тоа. Значи тој стекнува некакво искуство што нему некако така го прави психолог, да каже. Да, тоа е ја таков случај имам. Секогаш на такви терапии одам. Важи, фала ти, Мартин. Би сакал Сергиј да го слушна. Па јас мислам дека не, пошто сепак не се џаја пусти психологијата како научна дисциплина се изучува и не може секој да биде психолог првенствено. Дека може да даде совет и да посоветува на некој начин, али мислам дека психологот гледа сите аспекти лоши и добри, мислам дека има пошироко размислување, со целата да ти даде некој можност за трупат и кој проблема да го решиш. Добро, окей. Според тебе тоа е научна дисциплина за која треба некакво остручување и треба некако барем да бидат едуцирани. Важи, може да ја слушнам Јована Котеска крема рака. Да, па јас мислам дека не мора да оди на факултет или нешто така, некој такво остручување, туку мислам дека доволно би биле искуствата или некои животни ситуации, нешто што му се случило на човекот, каде што, не знам, може од книги, од разговарање со различни луѓе врска со таа тема, врска нели со психологијата, дека не мора да се знаме само на факултетот. Да, јас те разбрав. Значи човек може да биде психолог преку читање, преку разговарање. Сергеј ни спомна Мартин ни спомна разговарање со стручнаци. Тој си зема некаква експертиза за која тој може станува после компетентен да коментира така на психолошки теми ваши. Ајде Бисера да ја слушнам. Здраво. Според мене не може некој да стане психолог ако не е претходно обучен, бидејќи
За мене психологијата е многу битна професија, бидејќи сепак луѓето што одат на психолог, барем најголем дел од нив, се поранливи на некој начин. Сите тоа што ќе му го каже психологот, потребно да им помогне. Меѓутоа, ако психологот не е обучен и ако зборат своје искуство или од искуство на книги, можеби ќе збори, ама како што тој го сватил самиот, а можеби не го сватил како што треба и не е во ред да го научи на нешто што само он го сватил така, уствари не е сигурен дали е така. Значи, според тебе тоа е сериозна работа, тие нели психолозите се бават со луѓе, во овој случај психотерапевти кога се тие, така да треба да се има некакво обучување. Важи. Да. Еден муште раце, така да ајде. Кога ме се скаш? Како? Добро, повели Кристина Дуковска, гледам тука. Здраво. Сакам да кажам дека според мене може некој да биде на некој начин психолог, иако психологијата е широк поим, некој се одредил за тоа да студира и да учи, но мислам дека животните одлуки, животот што не тера да ги донесуваме или некои наши искуства, не тера да бидеме на некој начин психолози или да помагаме на некој со тоа што сме го доживеале, така да сметам дека можеме да бидеме на некој начин. Добро, фала ти Кристина. Марија пишува, мислам не, бидејќи со тоа што си психолог добиваш многу одговорности врз на пример своите клиенти. Со што треба острачување од друга страна и без факултет некој не може да има познавање и не доволно за да работи. Важи. Сара пишува, психологијата е многу деликатна тема и мора да се научи правилниот пристап кон луѓето. Важи, јас би ја слушнал само Емилија и после ќе продолжиме на другиот слайд. Сакам сите да ве слушнам денес. Така да, ја слушнеме Емилија. Здраво, вака, некој претходно спомна дека може да кажеме за некој ако е добар другар и знае да слуша и на тој начин да помогне, дека може да биде добар психолог. Со тоа не би се согласила, затоа што во такви случаи повеќето гледаат пристрасно на ситуацијата, а за некој да е добар психолог треба објективно да гледа на работите и мислам дека сепак можеме да кажеме дека дали некој има одредени карактерни црти и повеќе или помалку потенцијал да стане психолог во иднина, кој на пример не знам трпение, објективно и отворено да гледа на работите, но сепак искуството и надоградувањето на знаењата си го прави своето, така што мислам дека има потреба од студии, да, за да се бавиш, да се занимаваш професионално со истото. Фала ти, Емилија. Јас ајде ќе слушнеме Александра, Михајла ќе почека за наредниот слајд. Повели Александра ти затоа што денеска прв пат ве гледам некој од вас се активирате, така да не иѓам. Александра Здравевска. Да, здраво и од мене. Сметам дека треба да има тој што е психолог факултетско образование, заради тоа што секој од нас во секој дел од животот изиграва психолог. Зошто го кажав тој збор? Заради тоа што, не знам, кога некој наш пријател, близок има потреба од некој совет, ние често знаеме да глумиме психолози и да го дадеме нашиот совет, но сепак сметам дека тоа е само совет и не можеме да ја согледаме целата приказна и од страна на психологот кој е образован, заради тоа што има многу повеќе аспекти. Кога почна за презентацијата и самиот кажа дека 40 минути не се доволни за ние, нели, да станеме психолог или да, нели, да ја проучиме таа тема, а сметам дека многу ни е потребно повеќе искуство во животот, а факултетската диплома е не најбитна, ама битен дел, заради тоа што можеме да дадеме само совет, а не и да бидеме психолози, според мене. Фала ти, Александра. Фала ви на сите што присуствувавте или што го кажавте вашето мислење. Од тоа што ве слушнав, три работи ми беа многу интересни, така да ќе ги нашнам уште од сега, за да ги паметиме потоа, да може да го видиме ова, дали е точно, дали не е точно, и што мислам јас во однос на ова. Првото е дека вие ги изедначувате психологот со психотерапевтот. Ова ќе го разгледаме понатаму, меѓутоа само бидете свесни за ова, дека психолог и психотерапевт скоро секогаш кога зборувавте ги поврзувавте како да се едно исто нешто, што не е погрешно. Друго е кажувавте дека еден психолог за да биде психолог мора да има разбирање, што е супер многу ми се допаѓа, и треба да е објективен.
Сега и за објективноста ќе зборуваме понатаму. Објективноста мислам дека е, да кажам, срж на секоја наука. И третото нешто што го зборувавте е колку може некој да биде квалификуван да биде психолог, односно дали секој е психолог на себе си, дали може така да се постави тоа прашање. Паши, одиме на третото прашање. Дали е можно да се чита внатрешноста, субјективноста на луѓето, или дали е можно да се читаат мисли на луѓе? Што мислите вие? Повели Анастасија. Па да, бидејќи сите на некој начин ги искажуваме тие внатрешни мисли, дали преку говор на тело или преку начинот на изразување и формирање на некои реченици, преку нашите мислења, така да дефинитивно доколку имаме такви вештини, да речам, да сме активни слушатели, да ги анализираме луѓето, тогаш можеме да разбереме многу повеќе работи за нив и без да ни ги кажат. Важи. Повели Михаела. Мислам дека да, затоа што човековата личност сама по себе е една комплексна машинерија, еден комплексен механизам кој што треба многу детално да се проучува и нашите мисли секој ги искажува на различен начин. Значи, сакам да кажам дека секој човек, секоја личност на различен начин ги искажува нашите мисли. Да, и може да се прочитаат, како што кажа, да не се повторувам, со body language или говор на тело, фацијални експресии, начинот на изразување преку емоциите, радост, бес, тага, страв. Во ред. Па тогаш еден мал експеримент. Еве јас помислив на еден град сега во светот. Може да погодите на кој град помислив? Берлин. Не е Берлин. Лондон. Германија. Нью Йорк. Германија. Париз. Истанбул. Океј, значи да градот беше Прага. Градот ја мислам Прилеп да речам. Направивме екскурзија. Јас помислив на Прага. И никој од вас не погоди. Значи што значи? Дали вие не можете да го прочитате мојот говор на тело или па моите фацијални експресии да асоцира на Париз, пошто личам на французин или не знам. Меѓутоа некој од вас кажа Париз, Сузе кажа Прилеп, што е така, Париз и Прилеп се скоро исто нешто. Така да, гледате, не е и толку просто. Тоа ми беше прашањето. Ваши. Фала ви на сите. Јас сакам да продолжам затоа што сакам да ви кажам и многу работи, ќе се обидам да им дадам збор на тие што не им дадов сега. Меѓутоа сакам да кажам и многу работи да ве воведам на што всушност значи психологија и со што всушност се бави психологијата. Многу од вас ми покажа дека имате знаење од говор на тело, од фацијални експресии. Многу од вас кажа нешто многу битно, дека тоа што човекот го мисли внатре се пројавува надвор, преку однесувањето, преку телото, преку мислите, преку зборовите и така натаму. Меѓутоа, зошто јас го поставив првото и второто прашање во однос на што е астрологија и дали секој може да биде психолог, затоа што сакав да направам една дистинкција која што верувам ќе ја паметите и мене ми е многу важно барем да бидете осетливи на оваа разлика. Ова е дека постои научна психологија или така наречена експериментална психологија и постои тоа што се нарекува псевдонаука или поп-психологија или фолк-психологија. Сега наука, вие знаете затоа што учите науки, е кога нешто што го тврди науката или некоја хипотеза, таа се прегледува, па повторно се прегледува, па може секој да ја прегледа, било во Париз, во Прилеп, било тоа во Прага и така натаму. Таа останува исто и тоа ја прави научно. Сега поп-психологија или фолк-психологија, некој пат се, така да кажеме, пример јас во одредени членови на семејството, пример мојата тетка, таа има, така да кажем, повозрасна и кажа дека јас сум психолог, па рече јас сум психолог, јас можам да ги читам и разбирам луѓето. Па реков, добро, и ти си психолог, и нема тука лутање, и таа си има некаква психологија и некаква, да кажем, референтна рамка или знаење преку која таа се ориентира и ги разбира луѓето. Меѓутоа сакам да ја правите оваа разлика, пошто ние денес ќе зборуваме за оваа првата, ќе зборуваме за научната психологија.
за експерименталната психологија и сето тоа широко поле на психологијата, кои се тука главни теоретски рамки и како се прават неколку мерења на психологијата. Значи ја правиме разликата, верувам сега. И сега моето следно прашање е што мислите со што се бави психологијата? Да ви кажам дека зборот психе значи душа, тоа е грчки збор кој што значи душа, значи здив, и лого значи наука. Е па тогаш со што се бави психологијата? Со душевна наука. Важи, значи се научно се занимава со душата. Што значи тоа душа? Што студира психологијата? Вие сте слушнали за експерименти, за такви работи. Може некој да ми каже? Може би чувствата на луѓето. Добро, супер. Со чувства на луѓе. Друго, емоциите на човекот. Важи. Чувства, емоции, супер. Мотиви може да се каже. Каде се појавува друго човековата душа? Нека спомнавме преска. Мухамед, имаш кренато раче? Аха, добра, Настасија, однесувањето повели Ана Марија. Здраво. Мислам дека психологијата се бави со душевните состојби на човекот. Океј. Повели Емилија. Па со објаснување и предвидување на човечките действија, гестови, расположенија. Да. Јас исто мислам дека се извинувам ако ве прекинав, дека го проучува исто така и нели основните делови како работи човечкиот мозок, па се до свеста, меморијата, разумното размислување, како гледаме, па потоа и јазикот и карактерот, па и менталното здравје. Супер. Ајде Михаела и Ален да ги слушнам. Повели Михаела. Мислам дека според мене психологијата се бави со она што е апстрактно, она што не го гледаме и го чувствуваме. Добро. Повели Ален. Мојот е некој овакво. Прво ни спрашуваат случките, мислењата наши, па после они знаат како да ни пристапат по тоа што се дешавало со нас, чувствата, тие работи. Добро, важи. Кажавте скоро се што може да проучува психологијата. Кажавте мислење, кажавте однесување, кажавте чувство, мотиви. И ова се понатаму уствари дискусии кои што се внатре во почетоците на психологијата со што треба да се бави психологијата. Дали треба со однесување или нема веза однесувањето, треба со мислите да се бави. Или треба да се бави со чувствата на луѓето. Што е тоа главно што ги тера луѓето да ги што е тоа што главно ги води по стапките на луѓето. Тука е една дефиниција што јас се научив на факултет и што мене ми се допаѓа затоа што вика психологијата е наука која има за цел да го разбере, предвиди и подобри човековото функционирање. Паши, тогаш да одиме понатаму, да спомнеме дека психологијата се озвучувала преку филозофијата, религијата и уметноста. Психологијата била дел од филозофијата, со тоа што, пример, Платон коментирал за душата на човекот, тој сметал дека луѓето се раѓаат со одредено знаење. Потоа Џон Лок, за разлика од него, и тој е филозоф, тој сметал дека луѓето се раѓаат без никакво знаење, односно тој е термин познат како табула раса. Потоа се изучувала преку религијата. Пример, сме зборувале за различни расстройства кај што луѓето сметале дека станува збор за, не знам, некакви духови или како и да е. И ние денес навлегуваме на тоа понаучно. Со тоа што ова се должи на Вилхелм Вунд. Тоа е овај човекот на сликата. Тој 1879 година ја прави првата психолошка лабораторија во Универзитетот на Лајпциг. И Вунд, затоа што бил почетник, мислам бил основател, да кажеме, не бил почетник, тоа не звучи добро, бил основател и бил првично бил физиолог и бил филозоф и тој направи разлика, си рекол, психологијата не е тоа што ние мислиме дека треба да биде, психологијата треба да е нешто што може да се мери. Така да Вунд е основател исто така и мислител под школа на психологијата која се нарекува структурализам. Сега што сакал Вунд? Вунд рекол да, може да се мери човековото психичко функционирање, може да се мери психичкото или може да се мери душата, и тој тоа го правил на интересен начин. Структуралистите се гранка во психологијата која веќе не постои, кој смета дека мозокот на човекот може да се дели во мисловни структури или во различни структури, кои при тоа може да се мерат преку интроспекција.
пример Вунд, на сите од нас би ни дал едно мало кутре и би не прашаш како не се чувствуваме кога не гледаме такво кутре. И според тоа Вунд би сакал да направи некакви закони за психологијата. Меѓутоа ова не траело долго, затоа што се сметало дека ова е прилично премногу субјективно, односно необјективно знаење, не е научно знаење. Така да психологијата потоа прераснала во неколку други гранки. Еве го тука Вунд со неговите соработници. И тука ќе ги спомнеме некои парадигми на психологијата. Така да јас да ве прашам вас, може да пишете тука, не мора да коментирате. Мислам вака усно, може да ми пишете, ај спомнете ми неколку познати психолози што вие ги знаете. Да видиме дали се некои од гранките. Може да коментирате на чет. Карл Јунг, супер. Фројд. Да, очекувано, па е да од сликата ве подсети. Океј, други, Фројд, добро. Фројд. Павлов, океј. Питагора, психолог. Роджерс, супер. Добро, Фројд. Маслов. Важи, океј. Вилијам Џејмс, браво. Епа ќе почнеме со Вилијам Џејмс. Тој е представник на школата функционализам. Односно, тука почнуваат тие дискусии кои ги спомнав преска. Многу од вас кажа, епа душата се мери преку однесување. Некој од вас кажа, мислите се најважни кај психичкото функционирање. Некој од вас кажа, мотивите или емоциите се најважното кај човековото функционирање. Во функционализмот се тврди дека кога гледаме човеково однесување, треба да ја гледаме причината за тоа човеково однесување. Ако некој е гладен, ние не треба да се фокусираме на гладта. Ние треба да се фокусираме на што тој човек прави кога тој е гладен. И тука представник е Вилијам Џејмс. Ко спомнавте, може би, мислам во наши кругови, најпознатиот психолог, тоа е Сигмунд Фројд. Фројд бил физиолог, иначе не бил психолог, тој бил физиолог и бил невролог исто така. Невролог бил главно така и тој се сметал за себе си. И Фројд се фокусирал во теоријата на нагоните и на мотивите. Некој од вас спомна преска дека треба да се фокусираме на мотивацијата и на емоциите како нешто главно што го размрдува човековото однесување. И Фројд имал прилично комплексна, можеби најкомплексна теорија на личност тогаш како функционира едно човеково битие. Според Фројд, човековото однесување е несвесно. Прилично тоа се води од несвесни нагони повеќе од свесни нагони. Така да вие во вашето секојдневие, јас и сите тука, не знаеме зошто ги правиме работите што ги правиме. Тие работи обично се покажуваат во соништа и во слични такви, да кажам, методи преку кои може ние да видиме, и Фројд уствари и развил метода, и тој бил почетник на психотерапијата, преку што луѓето кога зборувале за нивните потешкоти, гледал дека симптомите им се намалувале или олеснувале. Па според тоа Фројд се смета еден од највлијателните не само психолози, но и општо мислители на општо во светот, во историјата. Третото е бихевиоризмот. Некој од вас го спомна Иван Павлов, ете гледам и Скинер е спомнат. Бихевиоризмот, за разлика од психоанализата, смета дека ние џабе се мачиме да гледаме што има човекот внатре. Тоа е премногу субјективно и премногу лично, да ве прашувам јас што вас мислите и како се чувствувате во врска со тоа кутре што го спомнавме преска. Што прават бихевиористите? Викаат дека ајде да се фокусираме само на однесувањето. Што прават луѓето и како луѓето треба да, како може ни еден човек да го направиме да се однесува на одреден начин. Па бихевиористите сметале и се уште сметаат, необихевиористите, дека луѓето учат најпоќе кога тие, што мислите, кога ги казнуваме или кога ги подкрепуваме позитивно? Како учат подобро луѓето? Со поддршка или преку Поддршка. Со казна. Добро. Со казна. Добро. Ова е интересно и нешто што ќе оставам сами вие да го истражувате. Меѓутоа бихевиористите се фокусираат на тоа како учат луѓето и тие зборуваат многу за тие процеси на учење. Според нив многу важно е социјалното учење. Затоа сметаат дека децата многу учат социјално и учат од нивните модели.
Учење по модел се вика тоа. Добро, да не остануваме многу тука, ќе спомнам и хуманизмот, и тука сакам да ви споделам нешто многу интересно. По хуманизмот влегува на еден тип на психологија која мене многу ми се допаѓа, тоа се нарекува гешталт психологија. Гешталт психолозите, за разлика од бихевиористите, викале, бе, окей, во-ред, однесувањето е нешто многу важно на човековото психичко однесување и на човековото психичко функционирање. Но ајде да видиме како перцепира човекот. Така да јас сакам нешто да ви покажам вас. Да одиме горе овде. Ова се вика законот на блискост. Оствари гешталтистите сметаат дека има некои законитости во нашата перцепција. Гледате дека овие пример, овие што се лево тука, на оваа страна, крупчиња, не изгледаат како една целина. Но овие што се десно, заради тоа што имаат меѓу нив некаква, да кажем, некакво растојание, не изгледаат како групиране во три работи, во три групи. Според ова кажува дека објектите кои се блиску до еден до друг се прецепираат како да формираат групи. Ова е законот на сличност на нашата перцепција, односно тврди дека, не знам дали приметувате, но кога ги гледате овие, не ги гледате како поединечни, меѓутоа овие што се бели ви изгледаат како една линија. Овие што се црни ви изгледаат како една линија, белите како друга и така натаму. Ова е законот или принципот на сличност. Објектите кои се слични во, да кажеме, боја, форма, големина, тие се перцепираат како да се заедно. Ова е законот на затварање, што значи дека ова веќе го перцепирате како круг, ова не знам како вајда, како коцка, и другово го затварате сами. Ова значи дека форми или, да кажеме, црти кои не се затворени, нашиот мозок автоматско ги затвара сам. Ова е многу интересно, нас не изгледа како да продолжуваат линиите, тоа е законот за континуитет на нашето перцепирање. И ова ми е многу интересно, односно видете првата слика. Илузија. Добро, може да се каже дека е некаков вид на илузија, но видете и втората слика. Тоа може и да е дрво и да се две животни. Или па третата слика. Ова е многу интересно. Затоа што луѓето ги гледаат нештата како целина. И ова може потоа да се користи во многу други, да кажеме, интересни така. Гледате тука. Добро, да продолжиме во презентацијата. Спомнав неколку други парадигми и последната е когнитивизмот, што смета дека што смета дека психологијата мора да се основа врз мислењето, врз мисловните процеси. Тие прават паралели на човекот како компјутер, нели? Мозокот аж функционира како некаков си голем компјутер, како некаква си интелигенција, која што зема податоци и исто така и архива на други податоци. Важи. Сега јас за тие што веќе ви го зедов вниманието и кои што пажливо ме слушате и на кои што психологијата ви зеда како нешто со кое што би се бавеле понатака, сакам да ви спомнам неколку дилеми што се во психологијата. Сега, со кревање на рака, моето прашање, кој мисли дека нашето однесување зависи од нашето наследство? Нека крене рака. Наспроти нашето обкружување. Односно прашањето ќе го пишам јас начет. Што мислите? Што е поважно? Наследството или кој мисли дека е наследство, нека крене рака. Да, наследство во однос на гени, браво. И двете. Добро, кој повеќе мене ме интересира? 50-50. Окружување. Окружувањето. Комбинација од двете, окружувањето. Никој не мисли дека гени, пример ми кажувале многу личиш на татко, ти многу личиш на баба, ти многу личиш
Добро. Гените, наследството. Важи. Па ова е една многу интересна. Бисера, ако дали сакаш нешто да кажеш, може би? Да, сакам да одговорам на прашањето. Сметам дека поголемо влијание има окружувањето, бидејќи според мене гените значи ние од родителите го наследуваме само физичкиот дел, според мене. Не наследуваме ние како тоа ќе размислуваме. И дури додека растеме, тоа што не учат нашите родители, тоа сепак е дел од окружувањето, нема врска со гените. Добро. Повели Анастасија. Јас не се слушувам со Бисера, мислам дека имам читано, дури мислам дека по биологија се учи тоа дека наследуваме од родителите и некои емоционални способности. Меѓутоа што сакам да кажам во врска со прашањето, мислам дека е многу поважно окружувањето од причина што начинот на кој што окружувањето ќе се постави кон нашите гени, и тука зборувам во однос на пример расата која што имаме или пак етничката припадност, многу влијае врз односот на како ние ќе се однесуваме со себе и со другите. Добро, супер. Зошто јас сега овај слайд е на мене баш за да ја правите таа дистинкција, односно да знаете подобро со што се може да се бави еден психолог и со кои термини тој се сретнува. Обично, луѓето сметаат дека психолозите се занимаваат само со психотерапија. Меѓутоа, од претходниот слайд што ви спомнав, не се занимаваат само со тоа. Ова е многу широко поле кое што се развива и е многу истражувачки ориентирано. Така да во однос на дилемата дали наследството е или окружувањето е тоа што го диктира човековиот развој и личноста на човекот, најчесто одговорот е 50-50. Затоа што е многу тешко ние да кажеме што е тоа всушност што е точно. Пример, правеле експерименти кај што земале, да кажам, близнаци, еднојајчени, кои што генетски се скоро исти, меѓутоа поради окружувањето тие почнувале да покажуваат различно однесување, што се смета дека луѓето се раѓаат со еден склоп на гени, со еден склоп на предиспозиции, меѓутоа многу зависи од окружувањето дали тие ќе се развијат. И ова е најприфатеното гледиште во психологијата и ден денес, со тоа што 50-50, може да кажем. Добро. Една од дилемите која се користи е дали нашето однесување е свесно или е несвесно. Другата е дали е научено или наследено. Односно, што е поважно, какви гени ќе наследиме ние, нашиот генетски склоп, или што ќе научиме ние од окружувањето. Третото е да се види што е ефикасно, што е неефикасно. Дали еден вид на учење или еден, да кажеме, еден стил на говорење привлекува повеќе внимание од друг стил. Дали носење на боја на интервју покажува подобри резултати за вработување, доколку носење друга боја, примерно да е работно интервју, пример жолта, може да покаже подобри резултати од црвена боја. И така, може да пример еден чест термин е исто така личност. Што всушност значи личност? Како луѓето се разликуваат еден од друг? Што носи до тие разлики? И така натаму. И едно од другите е адаптивно или неадаптивно. Ова ќе го разгледаме во склоп на гранките на психологијата. Сега спомнавме дека психологијата се разликува од тие други знаења за човекот и за човековата душа и природа со тоа што психологијата сака да ги проверува своите знаења. Да ги проверува овие знаења преку експерименталниот метод. Знае ли некој што е експеримент? Тука би можеле да дигнете рака. Би сакал да ве слушнам. Може да ме објасните ли што е експеримент или експериментален метод? Се слушнале 100 пати за научници, прават експерименти сега со ваксини. Повели Јована. Експеримент представува начин на кој што ќе се дојде до некое одредено решение. Најчесто се употребуваат голем број на примери, односно одредена група можеби на луѓе, одредени примероци, кои што ги употребуваме за да можеме да дојдеме до некое соодветно решение, кој што сметаме дека сме го очекувале или не сме го очекувале. Најголем дел од решенијата во науката се донесени во пат на експерименти, односно може да кажеме преземање на ризик и испитување на одредени податоци од одредена група на луѓе. Супер, важи. Повели Јована.
Добро. Повели Анастасија. Јас мислам дека експериментот е една вид процедура која што се прави за да се поддржи на некој начин или да се валидира одредена хипотеза која што ја имаме и најчесто барем во моето знание најинтересни мене ми се оние причинско-последични експерименти кога се демонстрира каков ауткам се појавува кога имаме одреден particular factor кога действува врз телото. Добро. Спомнате дека експеримент има контролирани услови, дека сакаме да видиме каузалност, односно дали има причинско-последична врска и ќе видиме што тоа значи уствари. И кажавме дека е контролирани услови, проба или обид да се открие нешто, пробување да се постигне точност на некоја теорија или хипотеза. Епа е експериментален метод. Во психологијата се поставуваат хипотези и тие експериментално се прегледуваат за нивната точност. Ќе ви дадам одма еден пример. Дали лекциите се учат подобро при учење, дали лекциите се учат подобро доколку при учење слушаме музика? Ајде брзо на чет, да, не да видам. Добро. Не, да. Во ред. Сега, ова е една хипотеза. Некој од вас сметаат дека е не, некој од вас сметаат дека е да. Секој од вас заземаат еден став во однос на оваа проблематика. Сега според вас, како би изгледал еден експеримент во психологијата? Како ние би го мереле ова според вас? Може некој да ми каже? Повели Емилија. Па, например, да предпоставиме дека, да кажеме дека ќе се зема одредена целна група на луѓе и ќе се стават во една просторија со музика по избор кај секој од нив и ќе им се даде одреден материјал да се научи за одредено време и после дали ќе се спроведе испрашување или тие практично да го прикажат тоа што го научиле и според резултатите кои ќе се добијат да се процени дали во исто време да се спроведе кај истите луѓе со друг материјал и без музика, за да се направи споредба кога се добило подобри резултати, кога при слушање на музика или без. Да, ова значи може да се направи на различни начини, но како општо јас бидем, пример, ви го направили ова со вас, пример, вие сте 130 тука, ние рандом би се поделиле во две групи и едни од нас ќе имаме иста лекција за учење, едни од нас ќе учат лекцијата со музика, другиот од нас ќе ја учат без музика. И на крај ќе ја дадеме на наставниците и тие ќе видат дека која група имала повисок успех. И според тоа може да тврдиме, пример, дека оваа група е многу успешна од другата група. И тоа може да го генерализираме на начин што тврдиме дека да, може да се каже дека доколку лекциите се учат со музика, ова истражување покажало дека подобро се учат лекциите. Ова е еден пример дека како изгледа експеримент во психологијата. И сакам да ви кажам дека и ова е главно како изгледа психологијата денес. Психологијата денес ги има надминато тие, да кажеме, теоретски расправи со кои што се карактеризираше минатиот век. И таа денес е многу проблемски ориентирана во однос на тоа како не да го решиме еден проблем. Како нашите ученици да станат поуспешни. Дали постои начин ние да зголемиме интелигенцијата кај луѓето? Дали, доколку учениците ги носиме од 6 часот на училиште наспроти од 9 часот, имаат помалку или повисок успех на училиште? И такви се тие проблематики врз кои се фокусира психологијата, многу повеќе од други работи, сака да види кои работи се ефикасни, кои функционираат, кои не. И експериментот е еден метод кој што многу го користи психологијата. Таа користи и други методи, како например метод на наблюдување, спомнавме преска, некој од вас напиша, користи метод на, да кажеме, на самоисказ. И да ви кажам, и исто и тоа што го правиме ние на крај со евалуацијата, представува еден вид на мерење на тоа што вие го чувствувате во однос на нашите работилници. На тој начин ние мереме и може да кажеме дека ова работилница е успешна, може би поуспешна од другата, дека на овај треба, не знам, дека покажале поголемо задоволство. На тој начин се мери, уствари, вашето задоволство, вашето внимание и ред други работи. Експериментите се објективни, мерливи, повторливи, со тоа што, како што кажавме, истите резултати, пример со учениците
дека може да учат подобро со музика, би се повториле истите резултати во Париз, во Прилеп, во Прага и се понатаму. Добро, да ви покажам еден интересен експеримент, само ќе ви го кажам на кратко. Ја сакам да ви кажам што се може психологијата. Ова се вика Marshmallow тест експеримент. Ова е во 60-тите или 70-тите така. Еден психолог прави експеримент со, да кажеме, закаснето задоволување се вика, односно си зеле овие деца од 5 до 7 години и им кажале, еве ти едно колаче на маса, ако издржиш 15 минути и не го чепнеш ова колаче, ќе ти дадеме уште 3 колачиња. И се покажало дека дечињата, овие ги следеле овие деца понатаму кога станале, нели, и возрастни и така натаму, и се покажало дека дечињата кои што може да го закаснат, да почекаат уште малку за другото колаче, се покажале по-успешни понатаму во животот, во однос на кариера и во однос на тестови за академски успех и така натаму. Сега, сакам да ви кажам нешто за гранките на психологијата, односно на тие од вас што нека да кажам така ви покажав што се може психологијата, тука ќе може некој од вас да се пронајдат можеби да се фокусираат понатаму. А току имаме социјална психологија, имаме развојна психологија, клиничка психологија, еволуцијска психологија, ќе кажам по збор два за сите. Социјалната психологија прави експерименти или има хипотези за тоа како луѓето се однесуваат во присуство на други луѓе или во групи и толпи. Таа социјалната психологија исто така може да се нарече и таа психологија на ставови, како ние може да влијаеме врз ставовите на луѓето, што прави многу политички важна или општествено одговорна. Развојната психологија се занимава со развојот на луѓето од новороденчиња па се до трето доба. Таа психологија кажува како треба да се однесуваме, кои родителски стилови се најповолни, како треба да се поттикнува креативноста на децата и така понатаму. Клиничката психологија се занимава со облажување на страдањето на луѓето. Таа се занимава со, да кажеме, психичките расстройства, ги студира нив, како може да се помогне во заедницата, индивидуално на луѓето и така натаму. Еволуцијската психологија, сега за некој ваш ова е зачудувачко како може да е еволуцијска, па на нашето однесување гледа како резултат на еволутивни процеси кои што се случувале. Многу наши однесувања имаат еволуцијска база и психологијата се бави со ова, барем во таа гранка. И сега јас имам две видеа од вас кои што сакам да ги погледнеме и потоа да се навратиме да видиме во која гранка спаѓа. Тие се експерименти правени кои што носат и многу интересни лекции за вас, но исто така сакам и да ги разгледате во однос на која гранка припаѓа, да може да ги лоцирате. Ова е првото видео. Се вика The Bystander Effect. Plays like this street in New York City. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. Help! Help! How long before he gets help? Please, somebody. Help. Help me, please help me. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. Добро, ова во психологијата се нарекува дифузија на одговорност. Односно луѓето не сакаат да помогнат доколку се однесуваат во толпа. Но доколку беа сами, студиите покажуваат дека тие би заправиле уствари и би му помогнале на човекот. Што мислите, во која гранка на истражување спаѓа ова видео? Социјално.
Супер. Тоа е веќе очигледно. Социјално. Важи. Сакам уште едно видео на кратко и привршуваме по тоа. Може ова да го видиме, still face експеримент, мене ми е многу интересно. Ајде да го разгледаме ова на кратко. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh. Ова експеримент каде припаѓа според вас? Социјално. Развојно. Добро. Развојно. Тикој во право затоа што може да се нарече социјално, затоа што сепак има некаква социјална трансакција, но развојна психологија. И се надевам ја сфативте поентата на експериментот што покажува дека многу е важно бебињата вниманието на нивните мајки, тие ностоп да бидат уходени на нивните потреби и така натаму, да не навлегуваме, тоа е друго поле. Меѓутоа, зошто јас ги ставив овие две видеа? Да ви покажам колку е широка психологијата и што се може да се работи, да се истражува во неа. И за крај, мене ми е многу важно да ви кажам, психологијата не е само психотерапија. Ова е многу многу да кажам така знаење кое што е споделено кај нас. Психотерапијата е само дел од психологијата, која што јас така ја оставив за на крај, да ви кажам дека таа е дел од истражувачката психологија. Не сите психолози, барем поголемиот број од нив, не се психотерапевти. Повеќето од нив, барем надвор од нашата земја, се занимаваат со ред други дејности. Психотерапијата е само дел од психологијата. Еден психолог може да биде многу работи, може да истражува образовни процеси, може да истражува како да се подобри образованието, како да учите вие повеќе, како да паметите повеќе, може, не знам, да дава психолошка прва помош и така ред други работи кои што може да ги работи. Во ред, се надевам дека не бев многу обемен со тоа што ви го кажав вас. Се надевам дека супер добро си поминате и сакам да ве прашам дали имате некои прашања за мене. Фала ви. Сакате нешто да ме прашате, повели Мартин? Не е као прашање, туку ова баш кога да се осеќам дека сум на прав психолог. Супер, фала ви. Имате, добро, гледам тука едно прашање, кој е твојот омилен психолог? Дали фаши? Мојот омилен психолог, барем до сега, од тоа што јас го читам и учам, е Јунг. Карл Јунг би рекол, многу сум
под влијание на неговата психологија скоро често. Добро. Дали психологијата се занимава со менталната хигиена и те како? Менталната хигиена е особено, и ова може да го истражуваш, од клиничката психологија, психотерапијата, но особено во позитивната психологија. Позитивната психологија како нова гранка која што се бави ептен со тоа што значи да е нешто, не знам, што значи позитивни емоции, кога има субјективна добросостојба и така натаму. Важи. Дали се запознаен со Џордан Питерсон? Да, го знам Џордан Питерсон. Не се слагам во некои работи се слагам, сметам дека е супер клинички психолог и дека има интересни работи да каже и секој што не знае многу за психологијата, многу може да научи од него. Важи. На што се најмногу се фокусираш во психологијата? Мене ми е интересна психотерапијата како поле. Јас се извинувам, но ќе морам тука да завршам. Фала ви многу. Од тука ќе превземе Александра. Доколку сакате мене да ме прашате нешто лично, може да ми пишете на мојот Facebook профил, можам да ви одговорам, можам да ве насочам. Знам дека и ви треба и поддршка, дека сте во такво, да кажам, таква ситуација сега, вајда е во средно училиште и ви треба поддршка. Јас сум тука, може да ви кажам повеќе од тоа што го знам, така да фала ви што ме слушавте. Јас одма да ја најавам Арџина, таа е, да кажам, моја другарка, колега инструктор, многу паметен човек, таа е мастер на науки по животна средина, поле кое што мене ми е второ омилено, да кажам, после психологијата, кое што со радо би го истражувал. Затоа јас ќе бидам присутен, очекувам и вие да бидете присутни, да слушнете повеќе за човечкиот им врз животната средина. Баш, толку имав јас за денес. Повели Алекс. Мухамед, ти благодарам. Мислам дека навистина беше добар. Тоа го читаме и во коментарите кои што веќе ги пишуваат. Може би можело да ги поминеме очекувањата, Мухамед, дали се она што кажа младите дека беа нивните очекувања навистина се остварија на оваа работилница? Добро. Повели? Да одиме првото тогаш, што изучува психологијата. Мислам дека ова добро го поминавме со тоа што со ова време јас мислам дека многу ви кажав. Ви кажав и за парадигмите на психологијата, односно дека има психоанализа, когнитивизам, бихевиоризам, зависно што вас ве е интересно. Дали е интересна психологијата и дали имаат предност психолозите? Мислам дека е интересна и видовте и вие самите, затоа ја студирам. И имаат предност тие психолози што стварно се посветуваат. Сметам дека уживавме многу, барем јас уживаш, многу бевте интерактивни и помогнавте сам да не презентирам. Сметам дека научивме нови работи за себе, преку барем тие видеа што ги покажав или некои работи што ги спомнав. Мислам дека научивте нешто ново. Мислам дека вајда добивте некој инсайт како да се справите со проблемите. Кои луѓе се добри, а кои не, ова го покажуваат многу експерименти кои што вие сами ќе ги видите, а доброто и лошото сами вие го одредувате, не е тоа баш најнаучна категорија. Позитивни и негативни емоции ви кажав сега на прашањата каде да се фокусирате ако сакате да знаете повеќе. За говор на тело има други работилници и други полиња кои се развиваат баш на тоа, јас не сум експерт за тоа и не можам баш да коментирам. Улогата на детството ја начнавме барем со видеото и кажавме дека и да ви кажам дека Фройд рекол дека детето е татко на човекот. И за човековиот карактер може самиот тука да се насочите. Јас ви дадав барем повед, сега кој сака може повеќе да чита и самиот, затоа што му е нему интересно, да кажам така.